Не сакав. Молчав од страв и срам. Кажувам сега, се дел од цитатите кои проструја во јавноста како поддршка на жените жртви од сексуално насилство. Актерката Милена Радуловиќ, после нејзините сведочења за грозоморните искуства во училиштето за глума кај професорот Мика Алексич, ги охрабри нејзините колешки во Србија, но и во регионот да проговорат за слични искуства. Силувањето е кривично дело. Сторителите и сексуалните предатори треба наостро да бидат казнати. Нашите актерки ја поддржуваат оваа иницијатива која веќе преминува во така наречено балканско миту движење. Иако за такви искуства кај нашите актерки досега не слушнавме, на оваа тема денеска разговараме со 4 глумици од различни генерации. Добар ден за Весна Петрушевска, добро позната на јавноста, наша искусна актерка. Донес за Изабела Јакимова, која е студентка веќе при крај на Факултетот за драмски уметности, студира глума. До неа Ивана Павлаковиќ, наша позната глумица, и Кристина Леловац, глумица и професорка на Факултетот за драмски уметности. Добар ден на сите. Добар ден. Иако можеби е зачудувачки како се синхронизираат настаните периодов, почнувајќи од искуствата на вашата колешка од Србија, на Милена Радуловиќ, кај нас се прелеа со некои други информации, како помина јавна соба, колку е се тоа поврзано. Имавме сличен разговор овде пред 2 дена, веројатно дека настаните се поврзани. Жртвите на сексуално насилство се повеќе се охрабуваат да проговорат. Кога станува збор за актерската професија, што е специфично? Тука се глумиците изложени само по себе со својата професија изложени на јавноста. Во процесот на студирање или во процесот на добивање улоги, така натаму, колку тие се исто така специфична професија која е изложена на овој вид на предатори. Слушнавме разни искуства од Милена и нејзините колешки. Не инсистирам дека вие можеби ќе кажете за такви искуства. Како го толкувате моментот дека во овој миг во едни конзервативни балкански средини почна да се отвара темата која е многу значена? Како да ја отвориме кај нас? Прво, целата приказна почнува од актерската школа на Алексич, нели? И актерската игра потекнува од слобода, од љубов, среќа. Не потекнува да фрустрираме попат деца. Децата ви се, кога ќе одат на Факултет за драмски уметности, тоа веќе би се оформени личности. Така, именно... Но до 18-та година се исклучително кревки. И се подложни за манипулација. Ја работам 15 години со деца, со тоа што е многу тешко прво да ги привлечеш преку актерски метод. Да им кажеш тајни, да споделуваат со тебе, да читаме, да се забавуваме. Од нашата професија е првенствено актерска игра. После се друго. Сега, кога ти имаш дечиња тука на располагање, колку треба да си извитоперен за да ги злоупотребиш? Значи, каков треба да ти е мајндсетот за да имаш посебна просторија, да ги одвлечеш и да ги убедиш дека тоа е дел од методот за да постигнат подобри резултати пред камера. Оти тоа е нели суштината на обвинението. Така, својствено е за овој тип на предатори да бидат манипулатори. Велат и психолозите дека долго време ги подготвуваат жртвите пред да настапат, дека тоа не баш некој адхок процес. Нема тука сигурно генерализирање, има различни профили, да. Зборуваме за конкретниот случај. Значи нема тука правила. Тој не познава пол, не препознава професија, не препознава возраст, просто тие се тука и најчесто се луѓе кои што ги знаат дечињата, најчесто се блиски луѓе. И просто е од психолошки аспект на тие жртви умот им се смрзнува. И некаде само ја чувствуваат, некако имаат дека се тука, се свесни за своето тело, но умот им е замрзнат. Затоа после имате проблеми од разни последици, вклучително и акутни психози. Значи, затоа што предаторот им наложува
една реторика која што им вели слушај сега ти ова не смееш да го кажеш затоа што ние тука правиме нешто посебно. Ти ако го кажеш ова, тогаш тоа не е добро за тебе. Практично жртвата ја трансформира да биде виновна. Јас ова поминав и го минувам се уште, така да но што се однесува до нашата професија. Како да ви кажам, не постои оче наш, не постои мини здолништа, напротив, ние играме постојано со тренерки и патики. Не постои процес кој што, не знам, ќе треба да те води и професорот по актерска игра, како треба да се соблечеш и да играш гол пред камери. Просто и тоа е, не се учи на академија. Да, имате предавања, игра пред камера, но искуството после ви го носи. Имате, јас барем знам дека во оваа средина разговараат со вас и режисери, и професори. Види, Ана, јас имам среќа, израснав со златна генерација професори на ФДУ. Значи, на вистина. Со извонредни професори. И моето искуство е прекрасно. Почнувајќи од Кире, Владе, Рули, Милчин, Унко, Љубиша, стварно израснав со златна генерација. Јас види, ние бевме свесни што значи ако некој професор нели сака да ти направи нешто, но јас имав извонредно воздржани и воспитани професори. Дали е состојбата се уште таква, Лиловац? Па јас сакам да верувам дека е, меѓутоа исто така сакам да верувам дека оваа ситуација сега, која што фокусот на сексуалното насилство го остава на педагошките пракси кои што се поврзани со изvedувачките уметности, театар и филм, сакам да верувам дека тоа секој од нас кој што работи во образование, првенствено е на ФДУ, меѓутоа и на другите факултети, секаде каде што имате динамики на моќ, мислам институциите во образованието, институциите лежат на некакви хиерархии, некои динамики. И сакам да верувам дека оваа ситуација уствари не тера да ги промислиме нашите вообичаени, нормализирани методи, културата која што ја градиме, она што им го ветуваме на студентите како доверба, како благосостојба, како состојба на сигурност, која што по мене е единствена состојба во која што ти можеш било како да бидеш креативен. И јас сакам да верувам дека ова ќе не замисли во најмала рака и дека ќе не тера поново да работиме така да ја афирмираме таа култура која што постои во нашите етички кодекси, во нашите некои како би рекла, здраворазумски договори кои што мислиме дека се подразбираат со нашите студенти. Знаеш како, Ана, значи zero tolerance е кога работиш со деца. Леловац работи со големи деца, што исто така е голема одговорност. Затоа што и тие се кревки и тие сакаат, од нив очекуваат како ментори, професори да им ја понудат слободата и да веруваат во слободата во која што они може да креираат. Ама zero tolerance е и ова. Не смеете да допирате деца за како најекстремен чин во сексуалното. Ама нема се е злоставување. Погледот, нели, вербално може да биде таква, може да биде таква на секакви можни манипулативни начини. Павлако, како ти гледаш на оваа тема? Искрено, јас бев многу згрозена кога дознав за целава ситуација. Ми текнува вечерта на Инстаграм прв пат го видов постот кај Милена. Уште вечер отворив и најдов емисија во која што е од 90-тите години некаде, 94-5 година, каде што се објаснува процесот на работа на Мика Алексич со неговите студенти, односно неговата група која што ја води. Тој кажува, сакам да видам чисти ногти, чиста коса, девојчињата да бидат облечени во здолништа, за да се научат нели на онаа нивна женска грациозност понатаму во животот. И сакам оче наш. Кој ќе се расправа со него, оди на, тој вика, умивање. Децата подоцна говорат како по 30, по 50 минути седат во ВЦ, седат во некој ќош и се мијат. Да, доволно е дискутабилна таа методологија што веќе Ма каква методологија И тоа е? родителот не сме да Нема тука метод, не е тоа метод, тоа е. Зачудувачки како родителот не родителите сме да биле, сега некои успеале ги заштитиле затоа што се жалеле на начинот на кој професорот се не Тоа е вистинското прашање. Значи, не дали родителот ја препознае. Туку, кога праќаш дете, било во музичка школа, било во балетска школа, било во актерска школа, прво што и најважно,
Каде го праќаш детето? Што прават за време на тие часови? Оти децата треба се да раскажат својата... Сепак се ова нели? години во прашање до сега некако би можело да дојде до зошто сега доаѓаме повторно до прашањето зошто Милена толку долго молчала. Тоа е горшево прашање во Тоа не се поставува, но... Тоа е веќе прашање кои нели Не, жртвата многу никогаш не дискриминативно. смеете да ја прашате зошто сега кажува. Да, има право И да зошто каже толку тогаш долго- кога ќе каже. Само таа има право Така. да одлучи кога ќе каже. Ама за жал имаше многу прашања, зошто до сега... Да, ма тоа е се затоа што не се едуцирани. Јасно ми е, да. Ето заради тоа и затоа што Имајќи го нема овој проблем на однос кон тоа. неедуцираност, недоволна едуцираност на темава кај нас, вие како глумици имате ли проблем да еве да дел од вашата професија е која ќе треба да се собличате пред камера? Дали уште и натаму имате проблем со тоа? Размислувајќи на тоа како може да бидете осудени, подоцна атакувани, можеби дали сте били изложени после такви сцени на предатори, заканувачи, некои спорвам, нели, затоа што јавноста некој го гледа филмот и овде колку што видовме колку никој не е воздржан за ништо, секој си дозволува се да коментира, па дури и да смета и да те категоризира како да те стави во друг алап, знаеки вели Мира Фурлан. Гениално. Да знам што ќе кажа. Сега, нели, ги гледавме сите повторно интервјуата, дека како дел од својата професија никогаш, значи, нормално дека своето тело го покажала пред камера, но дека цел живот се кајала за тоа, после се што дожива натаму. Тоа е да Да, дури кажеме... вели во еден контекст, вели, затоа што нема што друго да понудат од тогашната кинематографија и сака така си ги правда сцени. Да. Изабела, ме интересира, вие колку имате проблем со тоа? Па вака, прво јас човечките тела ги гледам како уметност. Мене навистина ми се допаѓаат без разлика за да се прикаже голо тело на филм или во представа, ми е битно која е причината за да се случи тоа од уметнички аспект. А дека постои проблем како таков во нашето општество, постои затоа што знаеме дека автоматски ќе има негативни коментари, како изгледало, со сексуална конотација коментари што нема да ни се допаднат, мене ми е тоа јасно како бел ден. Она што го имам многу размислувано, како чувство што го имам доживеано е дека поради тоа што ја имам одбрана оваа професија, актерка, и такви коментари сум добивала и од многу блиски луѓе, како да се подразбира дека мене со професијата ми доаѓа тоа да некој сексуално ме вознамирува. Како да јас сум се понудила себе си на публиката и као демек сега ти што Дека е очекуваш? тоа сосема Дека нормално. тоа е сега ти играш таму на сцена, се соблекуваш, се лапаш и ти очекуваш дека кога ќе се симнаш доле дека тоа нема да ти се дешава, ти си го избра тоа. Да, тоа е многу стигматизирано. Ја мислам, еве сега сте вие млади, сега вие буквално јас имам 50 години, па јас се борам на прва линија, вие треба да сте исто, да се борите од тие стигми, од тие затворености, од тие Има нас Точно, добила урени. вакви слични коментари како Изабела. Вие ќе бидете тие кои што ќе се борите против таа стигматизација. Ама И е ќе жално терате дека на се тоа. уште постои. Ама ќе се бориш, нема да молчиш, ќе Има се бориш. неверојатно игнорирањето на тие коментари е најдобриот лек, бидејќи јас не знам уште откако се запишав на академија па до сега јас бев свесна во што се впуштам. И мене ми е ден денес јасно дека секогаш ќе постојат коментари, но не постојат такви коментари само за нашата професија. Знаете, според мене е многу поинтимно кога е човек некогаш закопчан до грло, а изговара некој монолог кој што е многу пострашен отколку да се соблече. Знаете, ние го имаме тој проблем, бидејќи ние не сме вреќа компири. Ние не сме предмети кои што се расфрлаат туку така. Ние сме луѓе на кои што има потребен еден внатрешен мир за да може за да може да работат својата професија. Мислам, да, факт е дека јас сум добивала коментари кои што најверојатно кога сум се запишала на факултет ми биле многу чудни и сум одела дома и сум се прашувала зошто, бидејќи од дома на пример сум го немала тој проблем. Како што јас не се мешам во работата на автомеханичарот, така не сакам никој да се меша во тоа што јас го правам. Бидејќи голотијата доколку е оправдана, верувам дека секој глумец може тоа да го процени и да види што ќе прави понатаму со тие сцени. На крајот на криштата, дали еве и овој случај што случи со јавна соба, ако се отиде до таму да се говори нормално во континуитет во јавноста за ова и конечно да се детабуизира како што вели Изабела, да, голото тело нели е природна работа, уметност само по себе, секој го поседува, дури
Јас велам да се отиде до таму да тоа се гради, тоа е задник, и тоа го имаме сите и да еве ги фотографиите и сега што. И кога јас мислам дека дури веќе кога секој тоа ќе го прифати како сосема нормално, тогаш веќе нема да бидат изложени дотолку многу, нели, на провокација, како да речеме, дека тоа е да скриено табу. Како да се детабуизира, велам, значи дали е тоа проблемот? Миловац. Па не знам, ова табу и тоа се некои по мене веќе испразнети термини. Она што е по мене клучно е тоа дека постои една ситуација во која што насилството е нормализирано и постои една ситуација во која што нештата се подразбираат. Тоа е веројатно понатаму во разговорот ќе веројатно. Мислам, за мене е неприфатливо да нешто се подразбира. Една од работите кога ги учите, кога се запишувате на било кој уметнички факултет, дека ништо не се подразбира. Апсолутно, ништо. И она што мислам дека е важно е дека генерациите кои што допрва доаѓаат, кои имаат среќа да поминуваат низ некакви формални и неформални програми на некакво граѓанско образование, кои што беа генерациите на Изабела се генерации кои што знаат за сега кажувам, кои што ја читаат Медуза, кои што одат на феминистички фестивали. И сакам да верувам дека нештата се поместени. Бидејќи сакам да верувам дека денес кога ќе отидеш на сет и кога имаш сцена која што апсолутно му припаѓа на филмот што вели Изабела, ја точно знам. Тоа е мојата професија, точно знам зашто тоа го правам, исто како што ти точно знаеш зашто сме ние денес тука и така. И кога ќе отидете денес на сет, е малку поинаку кога ќе замолите кога ќе снимате таква сцена на сетот да останат само оние кои што се неопходни. И тоа денес има еден поинаков одзвук од пред некое време. И денес има ужасни ситуации во кои што имате куп луѓе кои што џиркаат од страна, меѓутоа и денес има продукции кои што малку повеќе од некое време во кој што јас сум почнувала, во кој што Весна почнувала, внимаваат на тоа. Она што е по мене клучно е точно едукација, тоа е системска општествена промена, луѓе, мислам, знаете како паушално е да се каже треба да се едуцира, треба да се променат законските нешта. Да, тоа е прашање на волја, на политичка одлука, на луѓе кои што непрестано исто како овие организации кои што денеска во овој момент додека ние снимаме се на улица. И тоа е една долгорочна борба што велиме ние. Она што е по мене важно, јас сакам да со тоа сметете дека зборувам во загради. Секогаш кога зборуваме за нашите искуства, јас мислам дека треба да се промислуваме себе си во контекстот. Мојата позиција не е иста како на Ивана Павлаковиќ, не е иста како на Весна. Изабела нема иста позиција каква што има Весна во констелациите наши професионални. И тоа е така затоа што поминува конвенционалниот театар, како што нашиот најмногу е, на филм, конвенционално каква што нашата ситуација. Тоа се типично машки ситуации во кои што постојат и машки дискурси, во кои што постојат дадености со кои што е многу тешко во различни позиции ти да се што велиме да се бориш. Мислам, јас можам да се борам бидејќи имам ситуација во која што можам да се завртам и да кажам знаете што, ова се моите услови. Ако сакате вака да работиме во кои што добро ќе се чувствуваме, работам. Меѓутоа тоа не може да го направат сите и затоа е многу важно да се размислува многу деликатно по ова прашање, да се биде многу внимателен во пристапот. Што го велиме тоа, да не се инсистира да некој се буни или да некој се бори, туку да се земе предвид таа една клучна, многу деликатна и по мене комплексна позиција во која што се наоѓаат луѓето. Така што многу е комплексно, многу е повеќеслојно и стварно е прашање на онака одлична определба, до определба на секоја институција, тоа не го велам само за образовните институции да се определат себе си каде стојат по ова прашање, него за секоја една институција да има етички кодекс во кој што има родова равноправност, секоја образовна институција да одвојува начин во рамките на своите се враќаме на оно што јас го кажувам претходно дека едукација, ние ги едуцираме од најмала возраст. И натаму одам всушност дека секоја ситуација во која што некому може да му се најде на овие теми, да се труди. Во нашите програми кои што ние сме факултет за драмски уметности, ние родова компонента може да имаме некои професори, може и да немаме. Меѓутоа е важно да се определуваме во рамки на нашите одговорности, на нашите знаења, на нашите, како се вика за тоа, експертизи, да ги провираме што повеќе овие прашања, да они бидат во јавниот дискурс, а не секогаш кога вака ќе се појават, да бидат на ниво на сензација и на ниво на онака тотална банализација. Затоа многу лесно се банализира и се сензационализира ова и никаде не оди. Знаете, ние се бавиме со тоа што Мика Алексич работел во
во таа канцеларија, каде пипал, како соблакал, а не се занимаваме со некои суштински проблеми, како дека тоа е насилство кое што е како да ви кажам, систематизирано низ години, кое што се поддржува во тој систем во кој што е многу важно да одиш ти кај Мика Алексич во школа, затоа што така ќе влезеш на Белградска академија. Да, ма тоа е зашто ќе влезе, затоа што жена му е професорка на ФДУ, нели? Многу е јасно. Па не сум, мислам, Па, вие сега тоа не. исто помена Не, паушално. Значи Малото они си имаат, види, јас зборев со мене се другари. Значи со двајца од неговите ученици имам зборувано. И тоа не сега, пред една година. Има тоа, како да ви кажам, јас пак ќе се вратам на манипулација. Океј, ти доаѓа во мојата школа, но ја ќе те сигурно ќе те запишам на ФДУ, нели? Не, Тоа се ги веќе немаш некои ти веројатно алатки, врзани ама тоа е таа корупtivни манипулација механизми. со Тоа е која што тој се Тој бавел. кога можел да стигне до овие глупости. злосторства, може да Така е. манипулира на сите можни На начини. сите возможни. Возможни коруптивни начини. На сите Друго возможни. ми е бене прашањето. Сега повторно ќе се вратам на Ивана Изабела. Има авторитети кај нас, нели, и во вашата професија и во други професии и ти е многу лесно, значи односно што вели Лиловец, тешко се со својот интегритет ти можеш да се спротивиш. Да, ма Ти тој така се мислиш гради. дека да. И ти твојот интегритет мораш секако како актерка да го градиш, за да стигнеш до моментот кога што Години треба да Лиловец инвестирате во Весна, себе, да, да. јас ќе се свртам и ќе му кажам замолчи, може би ти Извинете уште. само Ана, во систем кој што работи за тоа да тоа не се изгради. Како Кој што е поставен така да ти се не постави можеш да систем, изградиш. Точно. Да. Како да се постави систем да воопшто ти тој пат не мораш да го минуваш, да биде толку трлив, да се изгради систем на култура на однесување внатре. Ако веќе сега ако добро ве разбрав, кога се работи има машки ситуации, велите типично машки. Што значи тоа типично дел од филмска екипа или техника во театар? Па генерално Мислевте на се тоа? позади да, камерите, тие се генерално го се работат машка мажи, екипа, така. да. И има исто и во тоа, не треба да бидат мажи во собата за да има машка ситуација. Не сите мажи прават машка ситуација. Машка ситуација е ситуација во која што непрестано се афирмира хиерархија, се афирмира даденост, се афирмира кој каде стои во оваа позиција, се афирмира таков тип на подразбирања. Дека мене ми е окей да бидам гола пред него, дека мене ми е окей да кажам он што ќе ми рече или она. Разбирате, ние како жени перпетуираме Инаку, таков тип на однос. да не забораваме. Ние на оваа маса може би во некој момент ако не гледа од страна може да смета дека перпетуираме такви односи. На оваа маса најмногу зборуваме Весна и јас. Дека зборува најмалку. Ивана зборува помалку. И се додека не почнеме и внатре да ги интернализираме тие прашања. Не можеме само да велиме дека треба МВР да ја затвори јавна соба. Тоа е Него треба крајното. да размислуваме за нашата лична одговорност во тоа зошто живееме во општество во кое што година дена има јавна соба. Добро, ако сега го отвориме повторно прашањето на јавна соба, тоа се едно италијанско истражување вели дека во Италија има такви групи со по 60.000 членови на пример, каде што легитимно се пропагира порнографија, порноиндустрија, какви све не канали. Значи тој грозоморно, ова кај нас е веќе да речеме наивно во споредба со тоа што го прочитав во тоа италијанско истражување. Но зошто италијанско истражување? Пак доаѓаме до тоа дека е една средина, нели, каде што исто така во голема мера е католицизмот ги има направено да веруваат во тој концепт и сега криејќи се за тие тастатури типкања на телефони, сите се многу храбри и сексуално спремни. И дотолку спремни уште и да злоупотребуваат. Има и термин кој се нарекува порно одмазда, таков е деклариран во Италија. Значи со овие слики за одмазда што што циркулираат. Така што јавна соба можеби е исто така одговор на една средина која јас можеби ќе пресилно ќе звучи ако кажам дека ќе дојдеме до прашањето на културата, на писменоста, на тоа какви луѓе нели се учествуваат во тие групи, така. Меѓутоа легитимно е дека групата треба да се затвори, а уште повеќе и на апликацијата да се наложи дека таа апликација може дали да раководи и со тероризам, кога веќе дотолку има лабава регулатива, држи до анонимноста на членовите. Така проблемот е во апликацијата. Путин не успеа да затвори. Можеби некој ќе наложи за ако сака да се користи, како и со сите апликации има нормативи на користење. Вие на Facebook не можете да правите дистрибуција на порнографски материјал, ќе бидете веднаш блокирани. Така тоа се случи на колеги кои пред да направат објава овде, фотографиите циркулираат, тоа се гледа и групата веднаш затворена. Значи тука е проблемот и во апликацијата. Друго е прашањето кои се тие луѓе и што се и колку они ќе бидат свесни дека прават кривично дело. Да се надеваме дека денешниот протест што се случува за јавна соба
нешто ќе промени. И дека ќе нема може да е се- инцидент. И нема да е инцидент, и дека ќе се најде правен начин. Значи, тоа се е дозволено додека не е забрането. Така, што све е дозволено? Изабела, меѓу твоите колешки сега, еве, оваа генерација што стигнува, велиш ќе дипломираш наскоро, дали некогаш си имала искуство да ти се довери некоја од колешките за некакво сексуално вознемирување, па тоа да било премолчано? Од колешка лично не сум имала од пријателка, каде што случајот беше сличен на јавна соба со веќе постоечко видео кое беше дојдено до човек кој не го познаваше она, па се закануваше со ако не го направиш ова, ќе го објавам сегде видеото и слични работи. Тогаш стапевме во контакт со Хелсиншки, каде што ни дадоа советник правен кој потоа ја водеше низ целиот тој лавиринт. Но случајот запреко кога стигна до пријавување во полиција. Зошто? Затоа што полициските службеници од таму не сакаа да направат записник, додека не го покаже видеото. И потоа и она самата се откажа од целиот случај и така некако тоа така остана. Се откажа од целото тоа, човекот го снема, ама знам дека најдена таква уцена од полициски службеник дека ако ти сега не ми го покажеш видеото, јас нема да го направам записникот. И случајот не можеше да продолжи. Она не е од Скопје девојката, тоа се работеше за полициска станица во друг град. Се откажа тотално, рече што биде нека биде и во моментов мирува целата ситуација. Значи, извини срце, во моментот кога пријавувате сексуално насилство од било кој вид, имаат во МВР имаат должност да повикаат јавен обвинител. Значи, истиот момент ви доаѓа представник од обвинителство. Истиот момент ви доаѓа социолог, значи затоа тој требали да го пријавите тој полицискиот службеник, нели, кој што ве уценил со тоа, па да оди тоа. Не секој ги познава своите права, значи И па именно заради тоа ќе додадат колку е битна едукацијата, за секој да си ги знае своите права, да читаме, да се образуваме. Проблемот во јавна соба и е тоа што луѓето не знаат дека главниот проблем не е фотографијата на Ана во бикини. Така е. Или па и да била гола. Не во рета ја пратила фотографијата, некој ќе го оправда тоа, некој нема да го оправда. Проблемот е злоупотребата на незините лични информации, не фотографијата како фотографија. Тоа е генерално проблем, значи дигиталното време, сите овие начини на комуникација се релативно нови. Америка уште нема добра регулатива, немаат многу други посилни земји, правно посилни земји, така што до тоа ќе стигне, добро е да се зборува. Ивана, како ти го градиш твојот интегритет во овој свет на твојата кариера? Градењето почнува од, не знам, од првото, од комуникацијата со вашите родители, отвореноста која што имате додека сте мали, подоцна, нели сте во основно, па во средно образование, доаѓате на факултетот. Знаете како, јас никогаш не сум гледала да се поставам кон некој како авторитет, ниту пак сум сакала да имам идоли. Така. Бидејќи сметам дека овие народи овде имаат многу сакаат да се осеќаат како да се дел од некој клан. Да, тоа е точно. И мене тоа е нешто што Индивидуализмот не се навистина ми почитува пречи. баш и тоа е дел од овој цел комплексен проблем. Да, навистина ми пречи. И знаете, кај нас овде секогаш кога имаш свој став, поготово на некој ако не му одговара, увека ау, ама си ти дрска и арогантна и бесна. Не сум, го кажувам својот став. Само си ти. Го кажувам својот став. Да. И поради тоа, мислам, овдека јас сум немала некои проблеми, искрено, ако говорам за себе, сум немала проблеми до сега со некои виши структури, па да, не знам, се осетам нападната сексуално, но, например, сум имала и језиви коментари кои што навистина биле тотално непотребни, кои што биле повеќе околу тоа зашто сум јас гласна и зашто гласно зборам. Како може ти да зборуваш да си така една фина, мала, сладка, а уствари да толку многу да сакаш да збориш, што е многу језиво. Од кого стигнувале овие коментари? Постигнувала од луѓе кои што во моментот била во некоја позиција.
некоја позиција на власт, дали биле директори на театри или слично. Така, надредена позиција. И ова е недозволиво секако, нели, како било Апсолутно. коментарот. Дали смитате дека ќе отвори оваа приказна што ја зборуваме, не да остане на сензационализам, како што вели Еловец, туку дали ќе им бидеме сведоци да се охрабрат се повеќе жртви да зборуваат? Очекувате ли такво нешто? Па јас се надам дека ќе се охрабрат доколку имаат што да кажат. Јас за тоа збору, извини срце, извини. Да, затоа што знаете, јас многу се нервирам од моментот кога ќе прашаат зошто жртвата ќутела толку време. Според статистики, жртвата обично проговорува во најголем дел од случаите после 10 до 16 година откако ќе се случи самиот чин. Да, и беше ова интересно за интегритетот, затоа што Милина меѓу другото рече дека чекала да стане глумица, веќе да добие така некаков авторитет како актерка во својата средина и тогаш да се осмели за да каже се, а претходно За да може да слушне. за да може да го чујат. слуша зборот, затоа што кој би ја слушал сега. Дали некој би ја слушал сега ако Изабела е она студентка, па тука ќе следат коментари, па она може треба да добива сега улоги, па може Мај, И многу Не битна работа е било- Милина да. што ја кажува, што се заборава, е Милина кажува ние имаме проблем со системот. Со поединци во системот. Мислам, знаете, низи е, го ќе прашаат зошто ќутела, бидејќи да, ете сега нели станала попопуларна актерка. Знаете, јас верувам дека на многу од студентките, не зборам сега само за факултетот за драмски уметности, туку зборам општо, им е многу тешко да го кажат тоа. Бидејќи секогаш луѓето најверојатно прашуваат, ајде сама си го барала. Мислам, не е вистина. Значи, Тука зборуваме многу за е еманципирање И и самиот за случај- свеста, за еманципирање на целокупната свест за општеството. Јас еве ќе си дозволам самата да коментирам дека сметам дека вредносните системи се многу опаднати секаде во сите овие поранешни југословенски држави. Кај нас веќе мислам дека е многу екстремно, дека културата и на однесување и на почитување е сосема отидена во правец каде што дали ќе може да се врати назад. Вие сте актерки, дел од вашата професија, меѓу другото, нели, и преку тоа што го работите да градите култура, некаков Ние културен треба да сме концепт. општествено Вие сте одговорни, да општествено зборуваме одговорни за тоа. Еве, гледате дека во медиумите нема емисија за култура, многу малку се зборува за тоа. точно. Не се зборува многу инцидентно доколку се доживее некој успех во филмот или во театарот, па тој ќе се проследи како дневна информација исто така некаде На крај на вестите. на крајот од вестите. Не зборуваме за тоа. Го поврзувате ли ова, Еве? Тоа е мој став дека има голема поврзаност со ова што ни се случува меѓу другото. во однос на што? Во однос на писменоста и во однос на воспитанието и во однос на целата културолошка средина. Едноставно, нашата културолошка средина е сосема опадната. Прво, ние немаме, Ана, однос кон нашата ментална хигиена. Значи, ние немаме однос кон тоа. Ние не разговараме за разни состојби низ кои што поминува детето во фазите на својот развој. Не разговараме за тоа. Кај нас се уште се крие под килим ако вашето дете е дислексичар, аутист или е со мали ментални заостанувања. Секај нас е под завеса на срамота. Сите кај нас држат излог. Јас тоа го повторувам. Значи, да, окей, држам излог, кој еден ден ќе ти се скрши излог од двораци, тогаш Да, се е не срамота. запире. Знаеш, се. И сега, што ние може да направиме? Градиме култура на срам од некаква немоќ, условно, дали е тоа... Не бре, како што- неписмена нација сме, Не, човече. единствено е легитимна моќта од какво било, односно фалбаџиството. Така, тој е материјално моќен, тој е, не знам, позиционно моќен и тоа е, за тоа смее да се зборува, тоа е вредносниот систем на култура на моќ. Ние културата, значи немоќта е ставена во позиција на срам. Се е срамота, срамота е да си сиромашен, срамота е да имаш болест, се Ама е не тоа е срамота срамота. да напаѓаш. Да, и да пишуваш. Да, И да пишуваш коментари. Сега, што може да се стори, нели? Може да речеме која еве вие како медиум, што можете да направите? Имате портали, имате цел еден агрегат, нели? Па може да ги скратите коментарите. Затоа што коментарите се исклучително грозни, харасмент.
тоа е филтер на страшно. коментари да се постави Значи, дефинитивно. тоа е Да, работа директно која што, омраза е веќе- значи, скратете коментари, имајте администратори, каде што тоа, да, работа е, но па нема да има секој пристап да коментира што сака и како сака. И да си дава за право да повредува глумица, да повредува дете. Луѓе да повредува. Да, ама тоа не е е навистина битно е што. травма. Знаете како, кога било што јас е колку години, јас сум 14 години на сцена, значи колку многу се имам поминато, се што може да замислите оваа држава направи, значи и се уште кога ќе прочитам, да, искуството го прави тоа, да го игнорирам и да се насмејам, окей, ова не ме допира. Ама колку години треба да помине додека стигнете до таа состојба? А и не треба, вие ќе станете на крај имуни на тие состојби и тоа што да се биде напротив. Напротив, Да, не да, треба да да, се бориш. да. Значи ти можеш да го игнорираш тоа, ама не те имунизира тоа. Значи не постои лек, не постои вакцина од тоа. Тоа допира до тебе. Оти на вистина на крајот на криштата кој па има право да зборува лошо за оној другиот со полн со навреди, гнев и омраза. Јас сум човек на пример кој се радува на сите. Јас сум среќна што има колку субави ви овде тука луѓе, тири женски. Ове прво имаме са женска академија. Ја многу се радувам што имаме женска академија на факултет. Женски се сите професори. Така треба бре. Супер. Ама треба на вистина да некако да допринесеме, да престанеме бре да зборуваме. Јас, знаеш како, Ана, јас сериозно не знам како овој народ не знае да се израдува, како не знае да каже браво, како не знае да даде аплауз. Како велат, успехот не се простува тука кај нас. Тоа е исто дел од таа култура на непростивост на успехот, непростивост на убавината и ќе дојдеме полека како што чепкаме по слоеви, стигнуваме до таа тиња која ќе предизвикува сите овие состојби. Океј, ајде сега да видиме во кој правец се ова ќе се движи, со каков резултат ќе биде и протестот за јавна соба. Каква порака да испратиме? Еве Леловац. Нека кажа. Она што мислам дека е еден важен аспект од овој случај во Белград е дека он тргнува од една солидарност, во која што всушност имате вие група на девојки кои што се од различна возраст, кои што ги во некаква смисла ги обединува таа нивна траума. И тоа беше по мене многу важно што се повторуваше и мислам дека е важно да се повторува дека овие нешта се расширени, тоа е јасно, и дека постои некој друг кој што може да ја препознае твојата ситуација и тоа се тие мали пактови кои што се градат. Она што мислам дека е клучно е да се афирмира, точно е дека живееме во општество какво што е, законот е бавен, правдата е бавна, све оди тешко, вратите се затвараат, меѓутоа сепак постојат некои служби, некои сервиси кои што се активни и кои што функционираат. Постојат невладини организации, постојат мрежи за борба против родово базирано насилство, за заштита на жртви на сексуално насилство и вознемирување. Тоа се луѓе кои што се неверојатно профилирани во сферите, знаат да се борат, имаат кондиција да се борат со законите и нивното постоење треба да се афирмира. Исто така, мислам дека секоја институција, ова што го зборував претходно, треба да иницира после овој случај, после секој еден случај, да не чека следен, да во рамки на своите можности понуди таков сервис. Да, на секој факултет постои еден point of contact, тоа ништо посебно не е, кој што ќе биде отворен, на кој што ти ќе можеш да му се обратиш. Во било која ситуација, тоа не мора да биде само на факултетот. Тоа може да биде било каде. Да јас негде се чувствувам некако и имам некој кој што во доверба може да направи врска со овие постоечки сервиси кои што постојат. И во таа смисла мислам дека е многу важно што овие теми стануваат дел од мејнстрим дискурсот и по мене не треба да се чека да се случи траума, да се случи 5 девојки да бидат 20 години непрестано отсилувани од некого, за да за тоа се зборува. Не треба да се случи на некој кој што е популарен, не дај Боже, за да за тоа се зборува. Така што мислам дека одговорноста во никаква смисла е сечива, тешка е и долга борбата, меѓутоа не е. Мислам дека треба да се афирмира тоа дека се работи за нешто против што треба да се оди и зашто може на крајот на криштата да се добие некаква правда на крајот на заврши значи врската, јас нема да дозволам. Ова е најбавата професија што може да ја
На вистина е прекрасна професија. И не искам да се фрли дамка во ниту еден смисол и во ниту еден контекст на нашата професија. Тоа е професија која што изобилува со фантазии, со сонувања, со дружби, со убави поминати проби, премиери, со успеси, со неуспеси, со падови, со воздигнувања. Но мора луѓето да разберат дека е професија како и секоја останата, само што ете нашата е најубава и најплеменита. Сега, она што забораваме да кажеме е дека кога имате учител по глума, тој ви е втор родител. Вие имате доверба, тоа дете, студент, мало, големо, тоа мора да има доверба во вас како професор по актерски игра, нели, како учител по актерски игра, затоа што тој за вас е целиот свет. Тој вам ви нуди убави приказни, фантазирања, реализирања. Затоа е многу важна оваа приказна што и се случила на Милена Радуловиќ. Затоа е важна, затоа што едно нејзино сонување било злоставувано. Затоа е страшно. И не мислам дека тоа е патерн, нели? Не мислам дека тоа е мислам просто се така се случи и со страшна е приказната, но јас лично нема да дословно се фрли дамка. Јас сум толку години во театар, толку години работам, јас ниту сум видела, ниту сум чула, ниту сум доживеала. Има и млади глумици. Да. И конечно може ке се испостави дека нашата средина овде е прилично привилегирана во овој поглед, затоа што пред 3 години беше движењето МИТУ, така, кога излега случаите на Вајнштајн, процесот уште трае. Не стигнавме до моментот колку исто зборуваме за ние сега немаме правник тука, така тоа пративте апел во смисла на казнивоста. Меѓутоа, правно гледано, силувањето е едно од злосторите што најтешко се докажуваат. Така што сега и овој случај ќе видиме како ќе оди и до каде ќе оди, затоа што веќе веднаш одбраната на адвокатите отиде во друг правец. Сега се тоа фактографски докази и така натаму тешко се докажува, важно е да се говори. Ивана, твојата порака, повели. Јас многу би сакала медиумите некако периодов повеќе да се освестат и да има што повеќе емисии со психолози, со адвокати конкретно на темава, со психијатри, со психијатри се разбира. Сметам дека ССО е исто многу битно да се донесе во училиштата, бидејќи на тој начин сметам дека многу подобро децата ќе може да знаат како да постапат и каде да се обратат. Сметам дека во целиот образовен систем треба од корен да се поместат некои работи, за да не доаѓа понатаму до случаи кои што се премолчуваат, па дури по 20, по 30 години. Јас се надевам дека сите, бидејќи конкретно збориме овде за глумицата Милена, од тоа тргнавме, јас се надевам дека доколку има случаи во нашата професија, дека ќе излезат и дека ќе го кажат тоа. Така. Едноставно дека ќе стават дека ќе пресачат и дека работите ќе бидат многу појасни понатаму. Искрено се надевам. Да се надеваме, и не сакам да верувам како дека што имало една работа случај. се согласивме дека авторитетите кај нас и тоа како многу тешко се кршат, затоа што не може да падне дамка некој ако го градел својата личност како режисер или продуцент независно. Со години и таа личност во јавноста има едно големо влијание, така ние сме склони да не ги рушиме идолите колку и да со недоверба да гледаме ако слушнеме нешто друго. Не, тој е човек кој е етаблиран, затворен, професор е. Така и тој е заштитен во секој поглед, значи на него не може да се каже. Секој друг би бил сака да му се одмазди Изабела кажала или Ивана или така нели на првата од баздата дека е присутна. Изабела, повели. Па јас сакав да се надоврзам на коментарот на Ивана за медиумите, што исто така мислам дека е многу важно што они споделуваат. Сега додека следав што се случува со сите ситуации со јавна соба, со девојкава што е силувана актерката и други актерки што излегоа, некако повеќе информации собрав од рандом луѓе што објавувале статуси. Многу малку имаше
колумни, видеа од прифатени медиуми што објавуваат за тоа. Повеќе беа, јас Изабела сум пишала статус, сум објаснила како јас гледам на тоа, или тетка ми ставила статус па од нејза, па од коментари. И буквално беше као скролам вака и имаш колку чини градникот на Северина, колку чини Лила Филиповиќ слика на вамо и таму, имаш еден мал дел за јавна соба и за тоа и после пак истите шоу-бизнес трикови за да ги читаш. И мислам, добро, во рета, треба да има таква забава, окей, се чита, ама кога имаш ваква ситуација, па вклучи се малце повеќе, мислам, медиумите стварно можат многу да направат. Да направат да ги едуцираат граѓаните, да покажат таа вертикала на тоа што е правилно, што не е правилно во моментот. Јас бев многу повеќе згрозена од тоа како луѓето со која леснотија говорат за силувањето и со која леснотија го оправдуваат истото. Од типот, ама он беше пијан. Ама он е машко. Мислам, тоа и е проблем на едукација, но од друга страна ја би рекла дека е до проблем на менталитет на еден човек. Така, тоа се повеќе аспекти проблем од каде лежи. Сакам уште нешто, вие сте глумици, исто можноста преку театар и преку филм да се проговори за на овие теми е многу важно, нели, како една ангажирана уметност која може да нели да придонесе и сега е малку затише затоа што е време на пандемија. Ви паднале во раце слични текстови за овие актуелни настани или се уште не? Се пишуваат текстови, сценарија, драми? Многу малку женски ликови, многу малку женски приказни, ако не копате сами, ако не истражите нешто, не можеш да најдеш. И ниту пак и кога се изготвува таа репертуарска политика, мислам дека најмалку се гледа таа општествена одговорност на театарот. Ај се не знам, ќе поставиме 5 представи кои што имаме за цел една таргет група, втора таргет група, трета таргет група. Значи, мора да и театарот да биде одговорен што се поставува и да ги следи секако театарските трендови во Европа и во светот. Тука, така малце, немаме муабет. Затоа што, прво, не знам колку ти следиш театара, но... Како што е намалена општествената одговорност на медиумите, така е намалена и на уметностите. И на културните институции, да, секако. Да. Значи, не знам сега, кажа Изабела, мене само еден медиум ми се јави да побара колумна од мене. И ја напишав. Не, нема и за маршот нигде не е... Значи, за маршот ти ми кажа сега. Да. И отворивме и видовме. И се сложувам со Изабела за медиумите, но исто така и театарот треба да си чукне во главата кој текст ќе го поставиш. Што сакаме да направиме со тој репертуар. Па јас се извинувам, ама нас конкретно во Македонскиот народен театар ни недостасуваат млади глумци. Кај нас најмладиот глумец има 36 години. Значи, тука што правиме? Потребно врзани садови на проблемите. А има глумици прекрасни, јас се зборам за женски, навијач сум на женски глумици. Значи, има прекрасни глумици кои што им поминуваат годините, затоа што прво нема женски улоги. Добро, ако нема женски улоги, направи една представа каде што има само женски улоги. Така, за ова направи зборувавме на една трибина лани со Лилова за жените, колку се присутни и колку е тоа променето, колку се пишува ни женски улоги во минатото, колку се пишуваат сега. Мислам дека се пишуваат повеќе од минатото, можеби треба уште повеќе. Како и да е, јас многу ви благодарам на гостувањето Лиловац, Павлаковиќ и Јакимова Петрушевска. Се надам дека оваа емисија барем ќе фрли ракавица и ќе отвори низа на вакви дебати, за што ќе ви се приклучат и вашите машки колеги. Да. Мислам дека е важно и тие да проговорат. Како ви гледат? Гледав на К1 телевизија и сега водителкава Јована цела недела се бави со оваа тема. И не знам, еден ден одлучува, вика ќе викнам глумци да дојдат и да разговараме. И никој не се појавува во утринската програма, само Милан Каленич дојде, оти таму работи нешто, има некоја емисија. Не се појави. Да, и Пеле се појави. Пеле се појави во посебна. Во посебна. Да, не се појави кога она викна само, а Пеле отиде сегде. Да. Извонредно. Како професор плюс. Следната дебата очекуваме во мешан состав. Мешан радосостав. Благодарам многу. Фала и на себе, Ана.